إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bidnillahi ta'ala, ke продолжиме со ова изворедна книга, таа е Трите темели. Во минатиот дерс учевме базите на иманот, а таа беше првата база, ан ту'мина билlah, да веруваш во Аллах субхана ва та'ала, и учевме што значи да веруваш во Аллах субхана ва та'ала, за да биде тоа верување праведно. Вечерва ќе продолжиме со другите бази на иманот, а тие се следните. Да веруваш во ел-мелаика, верувањето во ангелите. Да веруваш во ангелите. Шейх Утхаймин рахимахуллах вели, а ангелите се алемун гајбијун, се еден скришен свет. Значи, скришен свет за луѓето. Махлуқун, се створени од Аллах субхана ва та'ала, абидуна лиллахи та'ала, го обожаваат Аллах субханаху ва та'ала, ва лейса лахум мин хасаиси рубубијати вал улухија шејан. И тие, значи, мелаика, ангелите, немаат апсолутно ништо од ар-рубубија вал улухија. Значи, немаат ништо од теухид ар-рубубија, ни па улухија. Тие се створени од Аллах субхана ва та'ала. Тие имаат самите потреба за Аллах субхана ва та'ала. Тие се самите покорни спрема Аллах субханаху ва та'ала. Халакахумуллаху та'ала мин нур. Аллах субхана ва та'ала ги има створено мелаика, ангелите од светлост. Ангелите се створени од светлост. И тие се потполно покорни спрема Аллах субхана ва та'ала и имаат огромна моќ за спроведување на наредбите Аллахови. Значи, Аллах субхана ва та'ала ги почестил неговите ангели со огромна моќ за тие така да можат Аллаховите наредби да ги извршуваат со покорност. Allah Ta'ala veli во врска за ангелите: وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. А оние кои се кај него, оние што се кај него, кај Allah Subhanahu wa Ta'ala, значи ангелите, тие не се прават арогантни спрема ибадетот на Allah Subhanahu wa Ta'ala, ни не се заморуваат во ибадетот на Аллах субхана ва та'ала. Значи, тие не се заморуваат. Тие нон-стоп му прават ибадет на Аллах субхана ва та'ала, нон-стоп го слават Аллах субхана ва та'ала и никогаш не се заморуваат. Юсаббихуна лейла ван нахара ла јефтурун. Тие го слават Аллах субхана ва та'ала ноќ и ден и не заоставаат ништо. Не заоставаат ништо од наредбите на Аллах субханаху ва та'ала. Значи, тие се во секој дневно, секој ноќно славење на нивниот Господар Аллах субханаху ва та'ала, што имаат тие потреба за Аллах субханаху ва та'ала. Бројот, вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, бројот на мелаика, бројката нивна, никој не ја познават освен еден и единствен Аллах субханаху ва та'ала. Бројката на ангелите никој не ја знаат, освен еден и единствен
stvoritelj od nivni, a to je Allah subhanahu wa ta'ala. I preneseno je vo Sahihain, znači vo Buhari i Muslim, od jedan hadith od Anas ibn Malik radijallahu an, vo teka poslaniko sallallahu alaihi wa sallam go vide Bejtul Ma'mur fi sama. Bejtul Ma'mur je, kako što veli šejh Ibn Baz rahimahullah, fauqa sama'i sabi'a, nad sedmoto nebo, vo ista visočina na Kaaba što je vo zemljata. Veli šejh Ibn Baz rahimahullah, znači ako bi se spuštila Bejtul Ma'mur na zemlja, direktno ke dojde nad Kaaba. Vo toa Bejtul Ma'mur sekoj den vlagaat vnatra i se klanjaat 70.000 angeli. I koga zamenuva ne se vraća poveća. Znači sekoj dnevno po 70.000. Znači sekoj dnevno po 70.000. Znači ovo je ogroman broj. I broj od nivni samo go poznavat, go zna koji? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Veruvanje to v angelite sodržuvat nekoliko raboti. Veruvanje to v angelite sodržuvat nekoliko raboti. Prva rabota, veli šejh Uthejmin rahimahullah, veruvanje to da ti je egzistirat. Da veruvaš teka melejka, angelite egzistirat. Se imat grupina luge što gi negirat melejka, što negirat egzistiranje to na melejka i se narekuvate ka sa muslimane. Znači prva rabota, da ti bidi tvoje to veruvanje pravedno, znači vo sklopka na Al-Quran sunna, da bidi, znači da veruvaš vo egzistiranje to, vo postojenje to na angelita. Vtora rabota, veli šejh Uthejmin rahimahullah, da veruvame vo onije angeli što gi znajeme i gi poznavame nivnite iminja, su iminata nivni. A onije što ne izvestil nas Allah subhanahu wa ta'ala, da veruvame opšto. Znači veruvame teka imat sekoj den vlagat po 70.000 vo Bejtul Ma'mur, ama kako se narekuva, so koji iminja tije se, ne gi znajeme. A za Džibril a.s. znajme. Teka ime to njegovo je Džibril. Taka veruvame, znači, veruvame kako deka je angel, a istovremeno teka njegovo to ime Džibril. Zašto? Taka ne izvesti nas Allah subhanahu wa ta'ala vo njegovata knjiga i poslaniko sallallahu alaihi wa sallam vo njegoviot sunnet. Treta rabota, što se držuvat, veruvanje to vo melejka, veruvanje to vo nivnite svojstva. Vo nivnite svojstva. Kako što? Poslaniko sallallahu alaihi wa sallam go vide Džibril alaihi salatu wasalam, vo njegovata forma kako što je stvoren. I imaše 600 krilja. Znači nije veruvame teka Džibril alaihi salatu wasalam imat od njegovite svojstva je teka imat 600 krilja. Znači veruvame vo Džibril alaihi salatu wasalam teka imat 600 krilja. Zašto? Taka ne izveste nas poslanik od Muhammed sallallahu alaihi wasalam. I isto taka veruvame deka angelite so dozvola od Allah subhanahu wa ta'ala se pretvoravat vo čovečka forma. Da. Znači veruvame teka angelite so dozvola od Allah subhanahu wa ta'ala zemat čovečka forma. Kako što je Džibril alaihi salatu wasalam. Koga mu dojde na Marijam radijallahu anha, beše znači vo forma na čovek. Isto koga mu dojde na poslaniko sallallahu alaihi wasalam, da im je naučit verata na njegovita ashabi, beše Džibril alaihi salatu wasalam vo forma na jedan čovek. Beše vo forma čovečka. Znači ovo je dokaz deka isto so dozvola Allahova se pravati vo forma čovečka
И тоа го веруваме ние. И го потврдуваме. Зошто? Тоа ги имат потврдено суннетот од посланикот саллаллаху алейхи ва саллам. Исто така, тие ангели што ги испрати Аллах субхана ва таала кај Ибраим алейхи салату ва салам, кога му дојдоа во неговата куќа, и му да Ибраим алейхи салату ва салам им извади да јадат, тие не јадеа, да, тие беа во форма на луѓе. Значи, зедоа со дозвола Аллахова форма на луѓе, а во стварност беа ангели. Ова е трета работа. Четврта работа, што содржува верувањето во ангелите, е да веруваме во оние задачи што ги познаваме дека тие ги извршуваат. Значи, ова се врти околу верувањето во ангелите. Значи, вака треба прво, второ, трето, четврто, со овие работи, за да биде твоето верување праведно. Ако ти веруваш дека тие постојат, а негираш дека тие имат ангел што се вика Джибрила, или не веруваш дека има тој 600 крилја, твоето верување не е праведно. Значи, твоето верување не е праведно верување. Значи, ова работа е многу важна. Значи, овие сите 4 работи треба да се исполнат. Значи, да веруваме, ова е четврта работа, во нивните задачи, што ни е известено нас, да тие имаат тие и тие задачи. Како например, Джибрил алейхи салату вассалам, неговата задача е објавата. Да ја слезите објавата со наредба Аллахова до Аллаховите пратеници и посланици. Значи, ова е задачата на Джибрил алейхи салату вассалам. И шех Салих ал-Фаузан шавелит, ва Джибрил huwa ашрафул малаика. Джибрил алейхи салату вассалам е најизворедниот ангел. Најизвореден ангел, како што е најизвореден посланик Мухаммед салаллаху алейхи ва саллам, така и Джибрил алейхи салату вассалам, најизвореден ангел, најдобар, најизбран ангел, кај кого? Кај Аллах субханаху ва таала. Исто Микаил, што е задолжен за дождот. Значи, Аллах субханаху ва таала го задолжил него за дождот. И веруваме дека неговата задача е дека тој ја носи, значи, одговорност за дождот. Исто Мелекил Маут, ангелот на смртта, дека тој ги земат душите. Веруваме дека негова задача е земање на душите. Исто Малик, што е чувар на огнот. Значи, веруваме дека негова задача е чувар на огнот, што ќе бидат казнети неверниците. Значи, овие сите работи дошли, значи, веруваме, значи, со нивните задачи што ги има. Исто оние што мелаика, ангели, што запишуваат одредбата на човекот, кога е тој во стомакот, во стомакот на неговата мајка. Значи, што пишува неговиот ризк, еджелихи, колку ќе живит, амели неговите дела, ва шақијун ам саид, или ќе биде, значи, стречен човек, или ќе биде нестречен. Значи, све овие мелаика се задолжени со оваа задача, да ги пишуваат овие работи. И така натаму, значи, сите овие работи, значи, веруваме во дека тие мелаика одредени ги имаат овие задачи, што им ги дал нивниот Господар Аллах субханаху ва таала. После тоа, вели шех Уфемин рахимуллах, верувањето во мелаика содржуваат со себе си неколку плодови, верувањето во мелаика. Од првиот плод е, што учиме ние, огромноста на Аллах субханаху ва таала. Кога ние знаеме
дека Джибрил алейхи салату вассалам има 600 крилја, а тоа е створение. Кога знаеме дека никој не ги знаит бројот на мелаика, освен Аллах субхана ва таала, тогаш ни се разјаснува нас огромноста на створителот. Зашто тоа створение кажува доказе за огромноста на тој створител. А тој е еден и единствен Аллах субханаху ва таала. Исто така, од плодовите во верувањето на мелаика е да ги сакаме ние нив. Да ги сакаме ние мелаика, да го сакаме Джибрил, да го сакаме Микаил, да го сакаме Малик и другите мелаика. Зошто? Зошто тие се покорни спрема Аллах субхана ва таала. И така ние ги сакаме оние што се покорни спрема Аллах субханаху ва таала. А кој ги отфарлат, кој ги негират мелаика, тој човек е кафир. Значи, може би тој веруват во Аллах субхана ва таала, но ги негират мелаика, е неверник. Е неверник. Зошто? Тоа е од базите на иманот. Да веруваш во ангелите. Зошто? Тоа е известено во Куранот и во сунето на посланикот салаллаху алейхи ва салам. Се тоа значи ти го отфарлаш она што не известил нас Аллах субхана ва таала и она што не известил нас посланикот Мухаммед салаллаху алейхи ва салам. После тоа, вели шейхул ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, да веруваш во Аллаховите книги. Значи, од базите, првата база на иманот е верувањето во Аллах субхана ва таала. И научивме како треба да се верува за да биде тоа верување исправно. После тоа втората база е верувањето во мелаика. Учевме сега што значи верувањето во мелаика. Значи, не е доволно само да веруваш дека тие екзистираат. И сега трета работа, трета база од имање, верувањето во Аллаховите книги. Верувањето во Аллаховите книги. Прва работа, вели шейх Утемин рахимахуллах, да веруваш дека тие книги се слезени од Аллах субхана ва таала. Значи, Аллах субхана ва таала ги објавил. Но овде зборот е значи, нузулаха, се тие слезени. Ова е доказ дека Аллах субхана ва таала е горе. Значи, не е насекаде. Значи, ова е доказ, ови се важни работи. Значи, Аллах субхана ва таала е горе, значи немат ништо над Аллах субхана ва таала. Аллах е над неговиот арш. И немат ништо над Аллах субханаху ва таала. И никогаш немало ништо од створенијата над створителот Аллах субхана ва таала. Никогаш. Аллах е славен и не му доликуват на створителот да остави створение да биде над него. Никогаш. Значи, да веруваме дека тие се објавени од Аллах субхана ва таала и се вистина. Значи, тие се вистина. Втора работа, да веруваме оние книги, објавените книги, што ги знаеме по нивните имиња, да веруваме, значи, со имињата што ги има. Како што вели шейх Утемин рахимахуллах, кел Коран, аллади наззала ала Мухаммед, значи, како Куранот, што му беше објавен, слезен на Мухаммед салаллаху алейхи ва салам, и Тауратот, значи, дека му беше објавен на Муса алейхи салату ва салам. Вал Инџил, Инџилот дека му беше објавен на Иса алейхи салату ва салам. Вал Забур му беше објавен на
Davud alaihi salatu wassalam. Znači ovdje verujeme i kako knjiga objavena isto su neziното ime. Zašto tako Allah subhanahu wa ta'ala gi narekol ovije knjigi i ne izvesti nas Allah subhanahu wa ta'ala za ovije knjigi so ovije iminja. I tako mi verujeme v ovije knjigi so nivnite iminja što gi nosat. A onije knjigi što ne izvesti nas Allah subhanahu wa ta'ala nije verujeme opšto vo niv. Teka se dojde od Allah subhanahu wa ta'ala i deka tije se vistina. Vo to vreme što bile tije pekamberi i tije poslanici od Allah subhanahu wa ta'ala. Treta rabota, što je del od verovanja tovo knjigite Allahovi, da gi potvrdime tije knjigi i to što go prenesuva tije knjigi. Znači, vo vrska so Kuranot. A što vo vrska se raboti za minatite knjigi, što se izmeneti, nije potvrduvame samo ona što je vo soglasnost so Kuranot. Ona što je vo soglasnost so Kuranot. Nešto je vo tije knjigi, tuku što je poradi vo Kuranot, a nešto je vo tije knjigi. Da veliš, a to je vo Teuratot ili vo Inđilot. Ne, poradi što go je potvrdeno vo Kuranot, zato go veruvame toa. Zato i go veruvame toa. Četvrta rabota, što je del od verovanja to Allahovite knjigi, el amelu bi ahkami ma lem yunsah minha. Koga veruvaš, teka ti je se slezin od Allah Đelešanu i veruvaš so ime tije što gi poznavaš i gi potvrduvaš, četvrta rabota togaš da praviš dela. Znači da gi staviš, da gi implementiraš vo svakodnevni život. Osven ona što je abrogirano. A Kuranot gi abrogirat site minati knjigi. Znači, el Koran gi abrogirat site minati knjigi. Zašto Allah subhanahu wa ta'ala velit وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. Nije ti objavivme tebe knjigata so vistinost. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Kako potvrduvanje od onije knjigi što beja prethodni i kako znači sudit, kako sudija nad njih. Znači, Kuran gi sudi tije knjigi. Znači, to je posljednata Allahova knjiga. Znači, gi abrogirat. Znači, to što je u Kuranot, to go potvrduvame i go prifačame. To što ne je, znači, nego prifačame i ne se raboti za to, zašto se izmeneti. Zašto se izmeneti. Poslije to veli Šejh Uthejmin rahimullah, veruvanje to v Allahovite knjigi sodržava nekoliko plodovi isto. A to je znaenje to teka Allah subhanahu wa ta'ala ne gi ostavil njegovite robovi bez smisla za igra da bi dan ovaj dunjalog. Ne, tuku im objavil knjigi za da bi dat upatvo da se upatuva napravi od pat, za da bi dan napravi od pat, za da dobijat strečnost vo dunjalokot i vo ahiretot. Znači, ova je blagodat Allahov, što nego podaril nas vo objavovanje to na negovite knjigi. Posle toga, veli Šejhul Islam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa rusulihi, veruvanje to vo Allahovite poslanice. Znači, od bazite na iman, četvrtata baza vo veruvanje to, od iman od je što? Veruvanje to vo Allahovite poslanice. Znači, za da bi tvoj iman praveden, kako
што е пропишано во Ел Коран Сунна, треби значи да веруваш во Аллаховите посланици. Шейх Уфемин рахимуллах вели, а кои се тие посланици? Посланик е оној што му идет објава, еден човек што му идет објава од Аллах субхана ва таала, што му се објавуваат и му се наредуваат да таја објава да ја пренесит. Му се објавуваат објава и му се наредуваат истовремено да таја објава да ја пренеси до народот. А Мухаммед салаллаху алейхи ве селем е до целиот свет испратен како посланик. Зашто претходните пратеници беа испрачани само до кај нивните народи, а посланикот салаллаху алейхи ве селем е за цела земја, и за човечанството, и за джиновите дури, за сите светови. Значи да веруваме во Русул, во посланиците, и кои се тие посланици, оние што се им идет објава од Аллах субхана ва таала и им се наредуваат да таја објава да ја пренесат. Првиот посланик е Нух алейхиссалам. Последниот посланик е Мухаммед алейхиссалату вассалам. Значи првиот е Нух алейхиссалату вассалам, а последниот е Мухаммед саллаллаху алейхи васелам. Доказот, некој може да рече каде е доказот дека Нух алейхиссалату вассалам е првиот посланик, пренесето е во Бухари од Енес ибн Малик во врска со шефаетот. Значи посредство. Во врска со шефаетот, дека луѓето има да дојдат на судниот ден кај Адам алейхиссалату вассалам. Има да дојдат кај Адам алейхиссалату вассалам да бараат он него да прави шефает кај Аллах субханаху ва таала. Но Адам алейхиссалату вассалам се извинуват и ги испрачат, им велит појдите кај Нух. Ауал расулин баъафаху Аллах. Зашто тој е првиот посланик што Аллах го испратил. Значи Нух алейхиссалату вассалам е првиот посланик што го испратил Аллах субханаху ва таала. А Мухаммед салаллаху алейхи ва селем е печат на пратениците, на пекамберите. Мухаммед салаллаху алейхи ва селем. И кој тврди дека после Мухаммед салаллаху алейхи ва селем имат други пекамбери посланици, тој е кафир. Дали некој сам го тврди тоа со неговата уста, или му поверува на други, тој што тврди јас сум посланик, и тој го следи, него му веруваат, и тој е кафир. Душа Аллах субхана ва таала не известил нас дека Мухаммед салаллаху алейхи ва селем е хатамен небијин, е печат на пекамберите. И тој со тоа го негират овај ајет што во Куранот. Значи тој негират Куранот. Затоа значи немат после Мухаммед салаллаху алейхи ва селем пекамбер. Мухаммед салаллаху алейхи ва селем е последен. А во врска со пекамбери, со посланиците, Аллах субхана ва таала до секој народ имат испратено посланик за да ги учи тој неговиот народ да го обожаваат еден и единствен Аллах субхана ва таала и да се оддалечат од ширкот. Вели Аллах субхана ва таала: "Лaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Ние испративме до секој народ посланик. Што беше неговата повикување? Обожавајте го еден и единствен Аллах субхана ва таала и оддалечете се од погрешните богови, од неправедните, оние што не заслужуваат да бидат обожавани, зашто тој што заслужуваат еден и единствен да бидат обожаван е
Allah subhanahu wa ta'ala, to je njegovo pravo, Allahovo pravo. Niko drugi nema, ni melajka, ni rusul. A kako je togaš neko drugi luѓа, koga nema pravo ni melajka, ni rusul. После тоа, вели шех Уthemин рахимуллах, дека посланиците се луѓе кои Аллах субхана ва таала ги створил и тие ништо не поседуваат од рубубија или улухија. Значи тие не може ни да створат, ни да снабдуваат, ни да управаат во универзум ништо. Ни немаат, не заслужуваат и не е нивно право да бидат обожавани. Да им се прави на нив молитва. Тоа не е нивно право. Тие поради тоа дошле да предупредуваат, жестоко да предупредуваат. Значи, жестоко да предупредуваат. И, како што вели шех Уthemин рахимахуллах, дека тие, посланиците и пегамберите Аллахови, тие се луѓе, како и другите луѓе, што ги опфачат слабост, болест, смрт, имаат потреба за леп, имаат потреба за вода и така натаму. Што велит Аллах субханаху ва таала за Ибраим алейхиссалату вассалам? Велит Ибраим алейхиссалату вассалам: "Валлази хуа ют'имуни ва ясқин." Ибраим алейхиссалату вассалам велит за Аллах субханаху ва таала: Аллах е тој што мене ме нахрануват и ми дават да пијам. Значи го снабдува. Значи кој е тој? Аллах субхана ва таала. Ва иза маридту фа хуа јешфин. И кога ќе се разболам, тој е што ме оздравуват. Значи види, ова е таухид рубубија само за Аллах субхана ва таала. Види Ибраим алейхиссалату вассалам што вели. Значи кога ќе се разболам, тој што ме излекуват je Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينَ. I to je što me usmrtuvat mene i posle toa ke me oživit. Posle toa ke me oživit. Znači, koji go usmrtuvat? Allah subhanahu wa ta'ala. Koji go oživovat? Allah subhanahu wa ta'ala. Isto pekamber sallallahu sallam, Muhammed sallallahu sallam, što im veli? Allah ta'ala mu naredovat, veli Muhammed, قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. Zbori Muhammed. Što da zbora? Zbori Muhammed. Kaži im, jas nemam ni za sebe si moje da si pridonesam nešto dobro ili da nanesam nešto lošo. Illa maša Allah. Osven ona što go sakat, Allah subhanahu wa ta'ala. Osven ona što go sakat Allah subhanahu wa ta'ala. Znači ovdje ne učit nas poslanik sallallahu sallam, deka to ne poseduvat za sebe si svoje, ne pridonesuva za sebe si svoje dobro, ni pa lošo, osven ona što mogu imati odredeno Allah subhanahu wa ta'ala. Isto Ibrahim alaihissalatu wassalam. No za žal, koga mnogu te muslimani vonašava denešnica, koga ke se razbolat, nivните misli se sve kaj doktorite. I tije mislят все to zdravuvanje во раците на докторите. И го забораваат Allah subhanahu wa ta'ala. Забораваат овие ајети, што велит Ибраим алейхиссалату вассалам, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. Кога ќе се разболам, тој ме оздравувата. Да се вратат ка Allah subhanahu wa ta'ala, да му се молат на Allah subhanahu wa ta'ala, за да ги оздравит. Isto poslanik sallallahu alejhi ve sellem im velеше во пренесување во Сахих ал-Бухари, што им велеше на неговите асхаби: "Иннама ана башарун мислукум." Јас сум навистина човек како вас. Иннама ана башарун мислукум, значи човек како вас. Осеќавам, значи гладост, осеќавам болка, осеќавам потреба за вода, осеќавам за спиење и така натаму. Иннема ана башарун мислукум. Јас сум човек како вас. Но разликата што беше на посланикот салаллаху алейхи ве селем,
mu stigaše objava od Allah subhanahu wa ta'ala, objava od Allah subhanahu wa ta'ala. Taka što onaj koji negira jedan poslanik, toj gi negiral sita. A dokazao za to je sljednji od ajet. Velit Allah subhanahu wa ta'ala, Kezzebat qavmu Nuhil mursalin. Narod od Nuh gi otfarlil poslanicite. Gi negiral poslanicite. Šejh Uthejmin rahimahullah velit, ova je od ubavinite na Kuranota. Vo vremeto na Nuh a.s. nemaše drugi poslanik osim toj. A i pred nego nemaše drugi. Pred Nuh a.s. nemaše drugi poslanik. A ovdje velite Allah subhanahu wa ta'ala, narod od Nuh gi negiral, gi otvaril poslanicite. Zašto? Zašto ti je ne veruvavo Nuh, taka gi otvrljali oni je šokidat posle Nuh do Muhammed sallallahu alaihi sallam. Znači, koga ti je ne veruvavo Nuh alaihi sallam, taka isto ne im vredi posle nivno to veruvanje, koga? Vo drugite poslanice. Znači, go otvrlija ti je Nuh alaihi sallatu wasalam, taka to znači ti je kako da gi otvrlila svi te drugi poslanici do Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Zašto? Ti je go otvrlija, go negira Nuh alaihi sallatu wasalam. Taka kako da gi negirale svi te drugi poslanici do Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Do Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Posle toga, isto da veruvame oni je poslanici koji gi znajeme su nivnite imenja, znači su nivnite imenja da veruvame. Teka bil poslanik, ime to nego vaka i vaka. Kako Muhammed sallallahu alaihi sallam, kako Ibrahim alaihi salatu wasalam, kako Musa alaihi salatu wasalam, kako Isa alaihi salatu wasalam, kako Nuh alaihi salatu wasalam i taka natamo. Ovi je 5 spomnati Allahovi poslanici se najizbranite poslanici. Znači najizbranite luge što stapile nivnite stapalke na zemljata. A ti je se, znači, na arapski su potrebovat samo jedan zbor za njih. Ulul azm. Ulul azm, znači se znajte kovi odmah 5. Znači ne mora da kažu vaš da, jedan zbor, znači Allah subhanahu wa ta'ala ima narečeno tako u Kuranu, ulul azm i ti je se, znači, Muhammed sallallahu alaihi sallam, Ibrahim alaihi salatu wassalam, Musa alaihi salatu wassalam, Isa alaihi salatu wassalam i Nuh alaihi salatu wassalam. Znači ovdje se najdobrita, najizbranita Allahovi poslanici. I nije veruvamo, znači, da ti je bile poslanici i nivnite imenja bile taka i taka. A oni što negi zname, što negi poznavame nije nivnite imenja, što ne izvesti nas Allah subhanahu wa ta'ala vo njegova ta knjiga, ili ne izvesti nas poslanik od Muhammed sallallahu alaihi sallam, veruvame kako? Opšto. Veruvame opšto teka do svekoj narod je dojdeno poslanik. Ako nego znam ime toga, znači verujeme opšto deka je dojden do kajniv i gi predupredil od širk i gi povikuval za teuhid. Treta rabota, što je delo od verovanja toho poslanicite, da potvrdime ona što je autentično od nivnite, znači deluvanja. Znači ona što go deluvale, tije što go pravile, ona što je potvrdeno, znači go veruvame. Kako što se preneseti historite od pegamberite i poslanicite vo Kuranot i nivnite slučki su nivnite narodi, znači to go veruvame. To go potvrduvame. I nemame nikakov somneš. Ni mal somneš. I posljedna rabota, četvrta rabota, znači od delo od veruvanja to vo poslanicite, rabotenje so nivnite šerijati.
Znači, vo to vreme što bil Nuh a.s. negoviot narod bil zadolžen da rabotit so šerijatom na Nuh a.s. Vo vremето на Ибраим a.s. со šerijatom na Ибраим a.s. I posljednji od šerijat Allahov je šerijato što mu je objavljen na Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Znači, nije trebit da rabotime so šerijatom na Muhammed sallallahu alaihi wasallam, znači da go implementiramo vo našiot život. Zato Allah subhanahu wa ta'ala vo vrska s ova velit فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. Allah subhanahu wa ta'ala velit se kolni dvo sebe si. Allah se kolni dvo sebe si. Ne veruvale tije, znači tije ljudi ne veruvale vo tebe Muhammed, dodeka tije da te naprava tebe sudija za nivnite nedorazbiranja. Posle to ako ga ke osudiš, ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا. Posle toa tije ne čustva nikakva tesnotija vo nivnite gradi za ono što se osudil. Mimma qadajt. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. I mu se pokoruva na to potpolno. Znači, ovi se istinski te vernici. Znači, nekogo koja mu dojde sunneto na pekambera sallallahu alejhi ve sellem, mu kažeš ova je od sunneto na poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Znači, to ti veli dvakat, ti mu veliš dvakat, ti mu veliš dobro, ova je sunneto od poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I to togaš. Ne ostava to da sudi što je preneset od pekambera sallallahu alejhi ve sellem. Znači, to je ne veruval vo pekambera sallallahu alejhi ve sellem. A i ako go napravi sudija, pekambera sallallahu alejhi ve sellem, znači odnosno sunnet od sega, no posle toa čustvovat tesnotija vo negovite gradi. Velit, pa ja ako nosam šalvari, vaka i vaka ki mi se slučit. Ja ako puštam brada, vaka i vaka ki ima posledici, ki mi zbrkato na rabota. Znači ima tesnotija vo negovite gradi. Znači ima tesnotija vo negovite gradi. Ušte to je ne veruval. La yu'minun. I ne samo to ni tesnotija, i da mu se potpolno so pokorenije, da go izvrši toa. So potpolna pokornost. Tije se vistinskite vernici. Veruvanje to vo Rusul, vo poslanicite, sodržuvat isto taka nekoliko plodovi, veli šeho Uthejmin rahimahullah. Prv plod od tije plodovi, što gi spomnuvat šeh Muhammed Uthejmin rahimahullah, je znanje za milosta Allahova. Znači, verovanje to vo poslanicite, ova plod je da znajš milosta Allahova, milosta sprema negovite robovi, što im objavuvat knjigi i im objavuvat so tije knjigi ispraćat isto pekamberi i poslanici, što im gi uča na nivnite narodi, Allahovite šerijati. Im gi uča na nivnite narodi, Allahovite šerijati. I im objasnuvat na nivnite narodi kako, na koji način ti je Allah da go obožavat. Znači, zadačata na poslanici te da im objasna na nivnite narodi kako i na koji način ti je Allah subhanahu wa ta'ala da go obožavat. Znači, Allah subhanahu wa ta'ala ni nareduvat nas da se klanjame. Kako? Formata na klanjanje ni kaže al nas poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Nas Allah subhanahu wa ta'ala ni nareduva da davame zekat. Formata, način od kako da go izvadime to je zekat, ni kaže al nas koji? Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Isto taka za hadžot, isto taka za postot. I drugi ti ibadeti. Isto taka i za bradata. Neko veli, ne, ja 3 dena brada ke puštam, zašto taka sakam ja? Ne, pekambero sallallahu alejhi ve sellem ni pokažal nas kako trebi taja brada bidita.
Значи задачата не е како да ни покажат, како. За утре пред Аллах субхана ва таала да немаат луѓето оправдање. Кога ќе застанат пред Аллах субхана ва таала, пред нивниот Господар, немаат повеќе оправдање. Им испратил книги, им испратил исто посланици и пекамбери, за да ги учат нивните народи како и на кој начин тие на Аллах субхана ва таала да му се покорат. Така немаш оправдување. Немаш да се извадиш. И ти може би денеска ќе покушуваш пред луѓето да се извадиш и да мислиш дека си ги измамил луѓето, но што ќе правиш на судниот ден, кога ќе застанеш пред Аллах субхана ва таала и кога Аллах субхана ва таала ќе дозволи на твоите дела од твоето тело, раце, нозе и други дела од телото да зборуваат и против тебе да сведочат. И против тебе да сведочат. Така ќе имат луѓе што ќе се караат со своите дела од телото. Ке рече, јас покушував да ве спасам вас, а вие ме предадовте. Но тие ќе одговорат, ние само извршуваме наредбата од Аллах субхана ва таала. Значи, секој еден треба да се размисли добро. Ова работа е огромна. Значи, не покушувај да измамниш ти луѓето, а Аллах субхана ва таала знае добро што правиш ти. И ти го знаат ниетот исто. И ти го знае тоа што го криеш во твојата душа. Значи, треба да пазиш добро. Треба да пазиш добро кого сакаш да го направиш задоволен. Луѓето или Аллах субхана ва таала. Значи, твојата грижа е да го направиш Аллах субхана ва таала задоволен со тебе. Не да биде твојата грижа да ги направиш луѓето задоволен, а Аллах субхана ва таала да биде лут на тебе поради твоите дела што ги правиш. Зошто тие луѓе што покушуваш ти да ги задоволиш, утре ден кога ќе бидеш ставен во гробот, тие се првите што ќе те напуштат и ќе те забораат. Но она што останува со тебе се твоите дела, дела во согласност на суннетот од посланикот Мухамед салаллаху алейхи ве селем. Зошто други дела не се примаат кај Аллах субхана ва таала. Пегамберот салаллаху алейхи ве селем мен ахдеса фи амрина хаза ма лейса мин фа хуа раддун. Кој прави нешто ново во нашава вера што не е дел неизин, тоа му се возврачат на него. Му се возврачат. Значи, тој не се прашува дали тебе ти се возврачат или не, дали ти се свиđат или допаѓат или не. Не ти го примат Аллах субхана ва таала. Не ти го примат Аллах субхана ва таала. Зато оно што си го сака доброто за себе си, нека ги извршуваат неговите ибадети онака и на оној начин како што ни покажал нас посланикот Мухамед салаллаху алейхи ве селем, зашто само на тој начин се прифаќаат делата. На друг начин само се измамнуваш сам себе си. Зошто да ни покажат како и на кој начин? Зошто човечкиот памет не може само себе си да го опфати сите тие работе. Зошто ќе дојде еден ќе рече ја ваке го сваќам ова. Ќе дојде други вели ја ваке го сваќам ова. За да немаат овде излез, дојде ни се пекамберите. Тие ни кажуваат нас како треба тој. Не како ти сваќаш, не како стар бабо, не како комшијата, не како некој пред 100 години, не како некој после 100 години, не. Како? Како посланикот салаллаху алейхи ве селем. Значи не се заморавај во оваа работа. Не бара излези. Зашто крајот твој мора да умриш. Мора да имаш завршетак. После тоа, она вреди што си го правил. Ништо не ти вреди тие излези, тие покушувања, тие измами. Ништо не вредат. Не валидат тие, ништо, нема вредност. Зато значи ова, да немат излез човекот. Да немој да се оправдуваат. И од плодовите
na imanot vo Rusul, vo poslanicite, da mu se zablagodoruvame na Allah subhanahu wa ta'ala za ovaj ogromen blagodat. Zašto su ovaj blagodat uči me nije kako da go obožavame Allah subhanahu wa ta'ala. Kako da go zadovolji me nije naši od gospodar, Allah subhanahu wa ta'ala, i da go pridobijeme negovio džennet. Znači, za ova blagodat treba da mu se zablagodoruvame svakodnevno, noć i den, na Allah subhanahu wa ta'ala, da mu se zablagodoruvame na Allah subhanahu wa ta'ala. Treta rabota, mahabbatu rusul, wa ta'zimihim, wa thanau alejhim, bima jeliku bihim, li'annahum rusulullahi ta'ala. Ljubov ta sprema poslanicite, da gi sakaš poslanicite, da gi respektiraš poslanicite, da gi slaviš poslanicite onaka kako im dolikuva na njih, zašto tije se poslanici Allahovi. Šehhul Islam ibn Tejmija rahimahullah velit, mahabbatur rasul, ljubov ta sprema Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, wajibatun ja abdallah la khijara lek. Ljubov ta sprema Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je zadolžiteljna na tebe, o rob Allahov. Ti nemaš nikakov izbor vova. Nemaš izbor sakam ili nećam. La khijara lek. I znaš što je ljubav sprem Muhammed sallallahu alaihi wa sallam? Pekamber sallallahu alaihi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta kuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nas ajma'in. Ne veruval niko od vas. Znači, njegovi od ima ne praveden, ne ispolnen. Dodeka, jaz da bidam posakan kaj nego od njegovi od tatko, od njegovite deca i site drugi luge. Vo drugi prenesuvanja i od sebe si svoji. I od sebe si svoji. Znači, da go sakaš poslanikov sallallahu alejhi ve sellem, poveke i od sam sebe si. Seko jeden trebi da se testira ovde sam. Seko jeden trebi da se testira ovde sam. Zašto sakanjeto na pekamberu sallallahu alejhi ve sellem ne jedna parola što je digaš i veliš jaz go sakam Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ne. Nemoj da se laži s ova. Sakanjeto na Muhammed sallallahu alejhi ve sellem se dokažuvat vo tvoje to sledenje na sunnetu od Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Tuga se dokažuvat. A ne posle da veliš pa što ke mislit onaj, što ke mislit drugi. Tugaš, ti sakaš tije luge da gi zadovoliš. I ljubov za tvoje možda poogromna za tije luge od tvojeg poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Odluči se od koja grupa na luge sakaš da bidiš. Zašto na sudnio den ke dojdat luge, ke bara da pijat od izvorot na Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da pijat voda. No melaika ke gi vozvraćat. Nadzad. Pekamber sallallahu ke reći, ovje svoj mod ummet, ke rečat melaika, da, no ti ne znaješ što izmenija ti je od verata tvoja posle smrta tvoja. I togaš pekamber sallallahu ke reći, daleko od vas. Znači, sakaš da budeš dovije, ti što si saka da gi napraviš zadovoljni si te luge i što ostavaše sunetom na pekamberu sallallahu poradi nekoj luge interesi dunjaločki. Pazi se na toj den, što je mnogo poogromen od denovite na dunjalokot. Došli vo dunjalokot ide ti zaminuvat, no ahireto tako ti zaminit. Gotovo. Nema vtora šanca. Nema vtoro pokušuvanje. Samo jednoš. A dunjalokot ide ti si ojt. No ahiretot. Nemoj da go izigruvaš. Tvoj od ahiret poradi minljivi od dunjalok. Bidi od onije što se cvrsto se drža za verata Allahova.
čvrsto se držati za sunnetom na Muhammed sallallahu alaihi wasallam, bez nikakvi interesi dunjaločki. I ako bi ni te znale, niko ne te poznavat i niko ne slušnal za tebe, dovoljno je da ti da budeš ispraven su tvoj od gospodara Allah subhanahu wa ta'ala, da go slediš onaka kako što ti pokaže od tebe Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Mahabbatu rusul, da gi sakaš poslanicite od najizbranite nivnije, koji? Musa alaihi salatu wassalam. A Sejid Kutub, toj đavol, toj go navreduvat Musa alaihi salam i velit bil vulgaren čovek. Da li je ova izrazna ljubost prema pekamberite, da gi narekuvaš vulgarni luge i koga go spomnuvat od ljubovta, od respektos prema poslanicite, koga gi spomnuvaš nivnite iminja, da rečiš alaihi salam ili sallallahu alaihi wasallam ili alaihi salatu wasalam, da praviš dova za nego, znači toj ti pokažal tebe kako da go obožavaš Allah subhanahu wa ta'ala. A Sejid Kutub ne pravi salavat na Musa alaihi salam. Da li je ova od mahabbati rusul? Da li je ovo sakanjeto od ljubovca sprema rusul? Zato a posle tije luge, što vela nebe pa negovite greški, ne se golemi, mal se sliznal. Vidi brat, ovi se bazi, ovdje uči me nije 6 bazi. Znači ovo je od bazite na verata. Ne zbori ne grankite na verata, bazite. Što ako jedna baza se ruši cela vera. Mahabbatu rusul. I vistinska ta ljubost prema poslanicite, kako što velit Ibn Rajab, rahimahullah, da go sakaš ona što go sakale poslanicite i da go mraziš ona što go mrazile poslanicite. Znači, vistinska ljubav sprema poslanicite, da go sakaš ona što go sakale tije i da mraziš ona što go mrazile tije. Pekamber od Muhammed sallallahu alaihi sallam gi mrazeše bidatite i preduvaš od bidatite na sekoje hutbe. Ti se ga veliš, ne pa ovja mal bidadje. Ili ajde da go napravime lugjevo ke mislat lošo za nas. Ti imaš problem, defekt vo tvoja ta ljubov sprema Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Tvoja ta griža je da gi zadovoljiš lugjeto. Tvoja ta griža ne je ti da go potrefiš ona što go sakal Muhammed sallallahu alaihi wasallam i da go praviš, i da go mraziš ona što go mrazil Muhammed sallallahu alaihi wasallam i da se oddalečiš od toga, da se otrgneš. Da. No šeh Mukbil rahimullah velit, ako barad lugjeto, da se odkaži meni od Allahova ta vera, nije nikoga že se odkažu vama. Nije sme v stanje cel Jemen da go dademe i zemlja da jadime, samo bidati i novotari da ne pravime. Brat, vidi koji alimi se ovije luge razbrale za što se raboti tuka. Ne se letalki, proletarci, sezonci, tuku se luge što se drža cvrsto na Allahovata vera, do nivnata smrt. Znači nema to gde sezona, možem ova sezona, ne možem druga ta sezona. Ne postoji to u islamov. Najvažna rabota ti što si stvoren da go obožavaš Allah subhanahu wa ta'ala. Drugi te raboti slijedat ova rabota. A ne ti da napraviš najvažna rabota, tvoja ta rabota. Kako neko što farz je da rabotiš. I vo to go ostavat namazot, i go ostavat postot, i go ostavat zekatot, i go ostavat hađat. Došlo poradi negovata rabota. Ne, so to vlagaš vo golemi grevovi. I samo toniš vo grevovi. Fars, najgolem fars što ti je napraven tebe, da go obožavaš eden jedinstven Allah subhanahu wa ta'ala. A od najogromniji te ibadet je namazot.
Nemat islam bez namaz. Nemat islam bez namaz. Ne postoješe vo vremetu na Muhammed sallallahu sallam da nekoj sahabi da ne se klanjat. Znači, vo Medina, da reče neko, a ovdje sahabima ne ide na namaz. Ne postoješe. Znači, musliman se klanjat. Nema musliman da go zamisliš musliman, a da ne se klanjat. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.